Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, попладневно радио шоу започнува. Houston, we have a problem. Добар ден, почитувани слушатели. 17 часот редовен термин за емисијата Миленко Неделковски радио шоу. Денешната емисија ќе биде малку поинаква. Колегата Неделковски во моментов се наоѓа пред Државната изборна комисија и чекаме негово вклучување. Јас сум Дејан Андоновиќ и очекувам вклучување директно од Државната изборна комисија. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. А од мене се очекува да говорам секоја среда од 17 до 18 часот. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија и на мојата емисија која оди секоја среда од 17 часот. Добро вечер, се наоѓам сега веќе во правец од паркингот кај Цветен пазар во правец кон театарот Комедија, поранешниот Македонски народен театар, со информација која веќе веројатно и повеќето ја слушнавте дека Државната изборна комисија ја одложи својата седница која требаше денеска да се одржи во овој период после 16 во 17 часот ја одложи за утре. Инаку ситуацијата околу самата одлука на Државната изборна комисија до ниво да Петре Шилегов најави дека ВМРО изгубил еден мандат, односно СДСМ добил еден мандат, така натаму, вклучително и еуфоријата и самата изјава на Зоран Заев, беше апсолутно неточна, меѓутоа мотивираше членството и симпатизерите на ВМРО да се соберат пред сите општински комитети во целата држава низ Македонија. Јас контактирав со многу од нив во Сумица, Велес, Охрид, Стајковци, Драчево, Куманово. Нека ми простат тие што во овој момент не може да ги кажам, односно сум ги прескокнал. И сите беа подготвени доколку дојде до било каква изборна нерегуларност и до било какво крадење на резултатите и гласовите дадени на тие 450.000 македонци дадени за ВМРО ДПМН, беа подготвени да тргнат на Скопје и да дојдат овдека да си ја сочуваат победата која ја обезбедија на регуларни, демократски, легални и мирни парламентарни избори. Што се случуваше пред тик? Јас тамо бев од 16 часот на тој паркинг што е спротив таа голема зграда на поранешна НИП Нова Македонија, каде што се сега најразлични министерства за информатичко општество, за образование. Тоа е тој паркинг кој е кон Цветен пазар. Значи беше апсолутно мирно, немаше никакво собирање, иако многу луѓе, јас најавив дека ќе дојдам и си дојдов. Меѓутоа многу други луѓе кои се најавија на Facebook, еве доаѓам овај, доаѓам онај и така натаму, пријателски, и онија исто така непријателски, ќе дојам тамо, ќе видиш, ќе дојам тамо, ова ќе ти скршам, она ќе ти правам и така натаму. И тие не дојдоа, како што не дојдоа и онија што беа што планира да дојдат, што беа од страна на СДС. Значи едноставно ниту еден од тие што се најави не се појави. Јас си бев сам, односно со мојата мала екипа која постојано си презема такви патриотски чекори и акции, како што беше оној, да ве подсетам на Кајмак Чалан, еве така вечерва беше пред дик. На мојот Facebook статус може да ги видите сликите кои одеа перманентно. Оно што се случуваше на мојата Facebook фан страна, оно што се случуваше е дека пред дик беше мирно, околу зградата на НИП Нова Македонија немаше никакви специјални единици, желки и така натаму. Иако зградата беше евакуирана денеска околу 2-3 сат, со тоа што им се најавиле на вработените драматични сценарија дека ќе се случуваат. Имам информација дека членовите од СДС во ДИК биле во страшна паника и премногу исплашени, да не употребам некој вулгарен збор кој е поврзан со недодржување па бербатење на гаките. Она што
се случуваше да таа празна зграда практично и никој не ја бранеше, односно имаше неколку редовна поставка полицајци. Меѓутоа имаше поголем број автомобили пред зградата на Европската унија, што е спроти, преку улица, преку булеварот Климент Охридски. И таму беа паркирани едно 7-8 дипломатски аута, со тоа што мене не ми е јасно дали беа дипломати од највисок ранг или понизок ранг, меѓутоа беа скапите аута на амбасадите на Соединените Американски држави, и тоа се познаваат аутата на амбасадите на Соединените Американски држави, бидејќи се кадилаци, меѓутоа и другите беа мерцедеси од другите амбасади. Дали тие луѓе, дипломати, дојдени со аута, беа во зградата на Европската унија или карши од зградата кај што е ДИК, тоа мене не ми е познато. Меѓутоа, откако го објавив мојот статус, 15 минути подоцна, сите тие ауто се разотидоа одпред зградата на Европската унија, а 30 минути подоцна беше објавено дека се одложува седницата за утре. Инаку, пак повторувам, беше мирно, немаше никој и од оваа страна, да ја наречам, што сакаа да го заштитуваат резултатот на ВМРО, па рекоа ќе дојдеме, ниту од противната страна, која сакаа да го слушат резултатот на ВМРО, па ми пишува во Фейсбук, ќе дојдеме, ќе видиш, ова ќе ти скршиме, тоа ќе ти правиме жена, мајка, дете, керка и така натаму. Ниту пак имаше активисти на социјал-демократскиот сојуз. Така да, пред ДИК, денеска, резултатот од последните избори го бранеше единствено и сам Миленко Неделковски. Како и многу пати досега, јас сум си едноставно научен, може би малку вака ќе личи и препотентно, може би малку фалбаџиски, меѓутоа факт е, немаше никој, само Миленко беше. Никој. Така да, може да личи вака така, некој да рече, ај сега не се прави важен, во ред, меѓутоа морам да го констатирам тоа, дека како што немаше никој горе на врв на Кајмакчалан, така денеска никој немаше доле и во центарот на Скопје, меѓутоа, ете, јас си имам зададена една задача во својот живот, да се обидам во рамките на моите можности и капацитети, и години, и сила, и енергија, и финанси, да ги одбранам постулатите на оваа држава, колку што е тоа можно повеќе. Значи, вечерва ДИК ништо не реши. Јас сметам дека е ова манипулација со граѓаните на Република Македонија и со изборната волја на граѓаните на Република Македонија, манипулација до ниво да не изработат, да не добијат на кондиција, да не избоптиса, да се јавуваат додатни најразлични амбасадори или странски дипломати или ја не знам кој, и да се направи додатен притисок. Во она што мене ми остави впечаток е дека членството на СДСМ се собра пред своите комитети партиски, што е добро, ја покаже својата сила, ја покаже својата волја, ја покаже својата енергија и својата решеност, и доколку имаше било каков инцидент, односно било какво непризнавање на постоечките важечки резултати на победа на една партија над друга партија со 6-17,000 гласа, во тој случај тие активисти, односно симпатизери, односно луѓе кои се ја сакаат својата држава, предпоставувам, не да предпоставам, сигурен сум дека ќе ми се приклуча на паркингот спроти зградата на НИП Нова Македонија, а веднаш зад, односно пред Цветниот пазар во Скопје. Тоа е во мојата емисија. Јас сметав дека може би драмата ќе трае повеќе, па ќе добиете уште некоја информација. Она што е добро е што работите се завршија мирно. Она што е лошо е што и понатаму целата држава е во еден стоп кадар и е во една замрзната форма во очекување на решенија на луѓе како што е Чичаковски, кој во најдраматичните моменти за оваа држава оди дома да си легне малку да си поспие со еден попладневен сон. Тоа е лошиот дел што сме ние, што нашата судбина е во рацете на такви луѓе, и лошиот дел е што реално сме под притисок на странски држави, амбасади и амбасадори,
кои ќе направат се изборната волја на македонскиот народ да ја срушат и да ја поништат. Плановите за кои може да ги видите, да кажеме, детално напишани на на Facebook страната на Бобан Нонковиќ, се тие кои се активни за прегласување, односно пребројување, односно прекројување на волјата на народот во Теарце и во други села. Тоа може да си го прочитате, па да знаете што се случува. Што се однесува до утре, го повикувам македонскиот народ повторно да е буден, повторно да е алертиран, нема заспивање, нема разочарување, нема ајде доста е, нема откажување, нема ништо, има мотивација, мораме да си ја задржиме државата, мора да си го задржиме изборниот резултат, мора да си ја задржиме начело на државата владата на ВМРО и мора да го задржиме начело на државата како премиер председателот на ВМРО Никола Груевски. Тоа беше Миленко Неделковски отпред Државната изборна комисија по ова студено време, меѓутоа сметам дека е моја обврска како македонец, како граѓанин на оваа држава, како патриот, сметам дека е моја должност да го направам ова што денеска го направив. Ви благодарам што ме изслушавте во оваа емисија. Се слушаме следната среда во исто време. Се надевам веќе во време во кое ќе е јасно ситуација во која Никола Груевски ќе си влезе во процедура за составување на влада на Република Македонија, па оваа држава да мине, да си појде по нормален текст и да живее нормален живот. Се слушаме следната среда. Пријатно и со здравје. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Неделковски. Hasta la vista, baby.